Алијансата за албанците ја следи политичката ситуација што се однесува во последните збиднувања на политичката сцена. Вчера имавме состанок на Централното председателство за која дебатиравме околу политичката ситуација во државата. Загрижени сме за тенденцијата која ја имат политичките актери од власта и од опозицијата, за да на некаков начин вистинската опозиција кај албанците ја исклучат од договорот што треба да се постигне во врска со референдумот, во врска со промените на уставот и така натаму. Вистинската опозиција и со изборот на членовите на ДИК, вистинската опозиција, а за тоа го покажале албанците со гласи во последните избори, се за нас, граѓаните кои не се представени и не се дел од власта, а која треба да се раководи од политичката партија кај албанците која нема никаква врска со власта и не е дел од власта. А тоа е Алијансата за албанците и тоа треба да се отсликува и во преговорите, а тоа треба да се отсликува и во избирањето на членот на ДИК кој припаѓа на поголемата албанска, еден член припаѓа на поголемата албанска опозиција. Повторуваме уште еднаш дека го поддржуваме договорот со Грција и членството на Македонија во НАТО и Европска Унија. Имаме наши забелешки во делот каде се обидува уште еднаш Македонија, еден дел од народите во Македонија да биде повеќе истакнат од другите народи. Зборувам за делот каде што со договорот е постигнато како цел, е постигнато договорот за националноста, поточно во делот на патните исправи, каде што стои македонци / граѓани на Северна Република Македонија. Ние ќе бараме наместо на македонци за албанци, за македонците нека стои македонци граѓани на Република Северна Македонија, за албанците да стои албанци / граѓани на Република Северна Македонија и така натаму за сите народи кои се наброени во преамбулата. Исто така, преку процесот на отварање на уставните измени, ќе бараме и во преамбулата сите народи да се чувствуваат еднакви. Мислам дека треба да покажаме европски ставови. Македонија не се сочинува од народи кои ја сочинуваат државата и народи кои живеат и се дел од други народи, него го сочинуваат народи кои заслужуваат да бидат рамноправни во преамбулата, без некој да се чувствува како носител на државјанството на Република Македонија. Носители на суверенитетот на Македонија се сите народи, сите граѓани и тоа треба да се отсликува и во преамбулата. Исто така Алијансата за албанците преку своји амандмани ќе интервенира и во делот на уставот што се однесува на службените јазици и поради исти принципи за кои се настојуваше да се брани македонскиот јазик што е во ред во преговорите со Грција, ние според исти принципи имаме право да го браниме нашиот јазик со име и со дефиниција, и нашиот јазик не е јазик кој е различен од македонскиот јазик, него нашиот јазик е албански јазик и тоа треба да биде јасно и отсликуване во уставот на Република Македонија. Исто така јавноста ќе биде информирано за и другите детали кои ние, како Алијанса за албанците, ќе даваме како предлог кога ќе се отвара уставот,
се со цел Македонија да биде поправедна, се со цел Македонија да биде поблиска до сите граѓани кои живеат во Република Македонија.